Magari, така си. Може. Ајмо. Почитувани слушатели, зашто не оди ова? Не знам дали се слушаме. Ајде, јавете ми се дали ме слушате. Јавете ми се на 9415192 дали се слушаме. Инаку, да, се надевам дека се слушаме. 9415192 е нашиот телефон и дали ме слушате. Затоа што необично за прв пат ја почнав програмата со нашата најдобра македонска група од Македонија, браќата Нуне, Раде од левата страна и Филип од десната страна, а исто така тука со нас е и Дарко Билбиловски, како и Мими Јовановска. Со нив ќе ги поминиме овие 60 минути, почитувани слушатели, со нивната најдобра музика, свирење на труба и на саксофон и со најдобрите гласови во Република Македонија. Денес низ програмата ќе ве води Ицо Најдовски Перин, а вие ќе слушате вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, и понатаму соопштенијата околу заедницата. Меѓутоа, најубавиот дел е онај после 5:20 минути, кога веќе ќе започнеме и со интервјуто на овие наши четворица естрадни уметници од Република Македонија. Останете со нас во наредните 50 минути и Фиданка Танаскова со најактуелните вести. На партиите и кандидатите разни математики, очекувања, планови и надежи. До сега 7 кандидати во изборната трка за председател на Република Македонија ги собраа потребните најмалку 10.000 подписи, па им престои во април жесток бој на изборниот мегдан. Значи официјално сега кандидати се Гордана Силјановска од ВМРО-ДПМН, Стево Пендаровски од СДСМ, Бујар Османи од ДУИ, Билјана Ванковска од партијата Левица, Стефчо Јакимовски од ГРОМ, Арбен Таравари од коалицијата Со име вреди и Максим Димитриевски од движењето Знам за Македонија. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април. Деновиве ВМРО-ДПМН на конвенција и официјално ја представи како кандидат пратеничката Гордана Силјановска. И за 12 сати за неја се подпишале давајќи поддршка 28.000 луѓе. Во изјавата Силјановска побара да се стави крај на големите поделби по било која основа во државава. Изрази уверување дека ќе работи за успешна современа модерна Македонија, за посрекни македонци и посрекни жители во земјава. Силјановска порача ти ова власт е неуспешна и дека народот бира, ама народот и казнува. Председателскиот кандидат на СДСМ, досегашниот шеф на државата Стево Пендаровски, беше официализиран на Конгресот на партијата и беа собрани над 20.000 подписи. Пендаровски истакна оти ке победеле и не смееле да дозволат на власт да дошле ВМРО, зашто немале квалитет, немале што да понудат. Пендаровски се пофали оти за време на неговиот мандат досега немал ниту една корупцијска или друга афера.
одма од ВМРО ДПМН возвратија оти за 5 години Пендаровски ќутел за криминалот на власта, потпишал штетни закони и така натаму. А Европскиот парламент бара да се укине правото на вето при гласањето во Европската Унија за прием на нови членови. Се бара важни да бидат гласовите на мнозинството земји, а не како сега една држава ако биде против, тогаш земите кандидати на Европскиот пат, како и Македонија, ниту може да почнат преговори за членство во Европската Унија, ниту пак да бидат примени нови во таа Унија. Од 1 март, жителите на Македонија, Србија и на Албанија со поедноставена процедура може да добиваат електронска дозвола за да работат без проблеми во која од овие 3 држави сакаат. Тоа е договор на така наречениот Отворен Балкан. Процедурата е доста поедноставена за луѓето кои ќе сакаат да работат во Македонија, Србија или Албанија, па ќе се види кој ќе чарува, а кој не. Продолжуваме со вестите. Македонски познати икони ќе бидат представени во Музејот на Ватикан. Нашава земја пак има прилика на светската јавност да и го представи ова непроценливо културно наследство, преубавите икони изработени низ вековите од македонски мајстори. Исто така, соработката би продолжила и со изложба на дел од уметничката архива на Ватикан во Републикава. А во Ватикан и во Македонската амбасада таму има изложба на фотографии на манастири од Македонија, што предизвика доста интерес. И натаму ќе се продлабочуваат 30 годишните пријателски односи на Република Македонија и Светата столица. А манастирскиот комплекс Свети Наум е едно од најатрактивните места на Охридското крајбрежје, кој треба да се чува и дочува, а не да не се почитувале мерките за негова заштита. Тука се изворите на Свети Наум, голема атракција на природата. Меѓутоа мора да се најде решение за отпадните води од неконтролираниот број на угостителски објекти, како и за другите проблеми. Бидејќи овој манастирски комплекс, тоа свето место, привлекува илјадници посетители од Македонија и од ширум светот. Големиот борец за човековите права на македонците во егејскиот дел од Македонија, архимандритот Никодим Царкнос изјави дека ние сме македонци, не сме националисти, ги сакаме луѓето, ама не може со пари собрани од нашите брајки и сестри во Австралија, Германија и други земји, со кои е регистрирана партијата Виножито во Егеот, да се именува Порпарол Грк и да не биле мамени нашите од светот. Бидејќи од Виножито ветиле и Македонско радио и Македонска куќа и многу други работи, но досега ништо не е направено, вели отецот. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави оти ќе биле проверени сите македонски пасоши кои им биле дадени на светски криминалци и наркобосови за време на власта на СДСМ и ДУИ. Во изминативе години 200 лица добиле македонски пасоши, па ќе се види на кои како биле давани. Дружението на инженери укажува оти не смеат да бидат изгласани во Републичкото собрание законите за стратешки инвестиции без да има јавна дискусија од експерти, бидејќи ако тие закони се усвојат, тоа ќе било закана за енергетската независност на Република Македонија. Инженерите прашуваат зошто власта така упорно ги турка овие закони пред избори и дали се тоа од лични интереси на некои. Меѓу 4 инвестиции се испорните за изград, а фирма ќе добиела и државна помош од нашава земја од околу 50 на милиони евра. Плюс ќе морало Републикава да ја купувала сета нивна струја и топлина и кога немало потреба, а ќе била многу поскапа отколку на берзите. Често се зборува за некои бизниси во рударско-енергетскиот комбинат Битола, особено во последно време, кој ги добива правата за ископ на јаглен и за увоз на јаглен за потребите на најголемиот снабдуваш со струја на Република Македонија РЕК Битола. Годинава како и лани е зголемено производството на електрична енергија од овој комбинат. Рудниците Суводол и Брод Гнеотино Битолско можеле да испорачаат околу 4 милиони тони јаглен, ама разликата до потребите од околу 6 милиони тони за непречена работа на термоелектраните се надополнува со јаглен од увоз. Тој увоз го добиваат 3 фирми, една битолска и 2 скопски, кои поделиле 40 милиони евра. Фирмата на Никопулос од Битола била формирана 2 месеца пред да се објави повикот.
и таа го добива правото да набави 160.000 тони јаглен за 11 милиони евра. Газдата бил од Лерин, а директорот од Битола. Заврши откупот на тутунот од ланскиот род. Купно биле предадени 14.763 тони по цена од 365 денари за килограм. И тоа е покачена цена за која се изборија тутунарите и надлежните. Меѓутоа не и доволна, велат многумина. Од Демократскиот сојуз се бара да се забрани производството на канабис во земјава, бидејќи наместо за медицински цели завршувал на наркопазарот. Се злоупотребува и се шири наркоманијата. Тој бизнис попримал димензии дури и со формирање на наркокартели, па има меѓусебни пресметки и ликвидации. Во наркобизнисот биле вклучени носители на високи државни политички функции, укажа од Сојузот. Во предпријатието Македонски шуми ќе се штрајкувало за да им се дадат платите за јануари и февруари. Но и во таква ситуација партиите пред избори вработувале 400 нови лица во ова предпријатие. Уште неколку информации. Против градоначалникот на Струга Рамис Мерко поднесено е обвинение во врска со купувањето на луксузниот автомобил Ауди, вреден 67.000 евра. Во меѓувреме Рамис Мерко беше ставен на црната американска листа поради корупција. Сузбијана е 10-члена крими група вмешана во бизнисот со дрога. Уапсени биле осумнина од Гевгелија, Струмица, Струга и Демиркапија. Запленети биле 100 килограми дрога, пари и други докази. Уапсен бил и поранешниот градоначалник на Струмиско Ново село Боро, обвинет меѓу другото и за криминал со цигари преку македонско-бугарската граница. Додека марихуаната која ја произведувал завршувала на црниот пазар во земјава и пошироко. Во Битола влегол во казино, истурил бензин на 6 котка машини и ги запалил 35 годишен жител на селото Долно Ризари. Во казиното имало луѓе, пламна ловнот и причината била штета, а подпалувачот уапсен. Во центарот на Приле било убиено со нож 14 годишно момче, а убиецот бил негов врсник од прилепското село Сенокос. Во сообраќајна несреќа на автопатот Кичево-Гостивар загинал 46 годишен скопјанец кој излетал од патот. Меѓу Штип и Велеска и селото Каратманово, во карамбол меѓу автомобили од Свети Николи и Радовиш, едно лице загинало, а две биле повредени. На Попова шапка при скиење паднала и ги повредила ребрата туристка од Австрија, па со хеликоптер била префрлена на скопските клиники. Во Неготино камион од селото Глумово Скопско удрил во 78 годишен човек кој починал на самото место. А тамо во Мелбурн години минуваат, но познатата организација Ахам е постојано со вас. Преку неа, драги наши, вие испраќате пакети за своите најблиски и за своите најдраги во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку Ахам, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Колку ваши роднини и пријатели, само тие знаат како излегуваат накрај во месеците, па пакетите им значат многу. Председателот на Ахам Илија Јошевски Мечето неуморно работи и со многуте проекти и активности го афирмира угледот и името на организацијата и тамо во Мелбурн и Австралија и овде во Република Македонија. Вие секогаш, кога сакате да испратите пакети за вашите блиски во стариот крај, побарајте го председателот на Ахам Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418 396 256. Уште две информации. Некогаш и за некои годините како да не се најважни. Мира Симоновска од Делчево на 74 години го искачи врвот Ухуру, висок 5895 метри, кој се наоѓа на највисокиот планински масив во Африка, Килиманџаро. Пред неколку години Мира го освоила и врвот Арарат, искачувајќи се на 5137 метри. И на крајот дека баба Марта, што би рекол нашиот народ, како да е со 9 ума, по топлите денови, кога дрвца расцутеа, народ пливна по полиња, паркови и каде не. Ќе ви дојдиме Канада сите комплет вака, ама и јас ти видам. Бран со посилни дождови и снегови на повисоките места и со пониски температури. Тоа беше блокот информации за денешно војавување одовде од наша Македонија.
Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети мои македонци, почитуван колега уредниче докторица Најдовски Перин, од срце ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми живи здрави, каде и да сте, со кого и да сте. Фиданка. Фиданка Танаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести од Република Македонија, а ние ќе го започнеме нашето забавно шоу, музичко шоу со групата Бенда, со бендот Нуне, и тука се Дарко и Мими. Еве и официјално да ги представам, значи Дарко е од лева страна, уште еднаш Раде, Филип и Мими. Добар ден и добре дојавте на Македонската радио програма. Добро ве најдовме. Благодариме на обајите зборови и на обајиот поздрав. Поздрав и до вас и до сите гледачи. Така, ви благодарам и јас на вас. Сакам да се извинам на нашите слушатели, бидејќи 30 на години навикнати се да ја почнува оваа радиопрограма со Кочо Петровски, со едно исто оро, Кочово оро, така да некогаш, ако тоа оро не оди, мислат дека јас не сум на радиото да ја водам програмата. Така, извинете, почитувани слушатели, а вие кои имате можност преку социјалните мрежи, еве не следите 30 и повеќе души кои што гледам, можете и тоа да го направите, да го споделите ова видео со и Орце Стевковски, го гледам тука. Орцак, поздрав цару. Се надеваме кога ќе те видиме Поздрав и на нашите концерти во кои се, еве јас ќе спомнам, значи првиот концерт е на 8 во Нерет Ресепшн по повод меѓународниот ден на жената. Она што сум јас информиран од управата на Младинското друштво Никола Карев, остануваат 4-5 маси за продавање. Јавете се кај АЦЕ или кај управата или оние кои се задолжени во Гранд Нерет Ресепшн. Другиот концерт е следниот ден во Джелонг, исто така во општината, во црквата Свети Јован Крстител, и таму кои се во управата. За повеќе информации, почитувани слушатели, потоа на 16 март познатиот Пиер 35 кај Джеки, и на 17 март Нерет Ресепшн повторно овде во Мелбурн. Сега, добар ден, уште еднаш добре дојдовте. Најапред да ве прашам за впечатокот. Дарко има дојдено, но ќе почнеме, еве, со кого сега, со дамата ќе почнеме овој пат. Впечатокот, како вие прв пат доаѓате, па дури и малечко носите, тука е едногодишно, чинам, како се вика малото? Никола се вика. Така, Никола, да ни е здрав и жив, тука си игра надвор. Вашиот впечаток во Австралија, прв пат доаѓате? Да ги поздравам сите што не слушаат и што не гледаат. Па навистина е преубаво. Како ние прв пат, мислам, јас прв пат доаѓам, навистина ми е преубаво. Преубава енергија, преубав воздух, можам да кажам, преубаво е. Дојдовме на сонце. Дојдовме на лето, да. Филип? Впечатоците се чувствува таа енергија. Погласно. Ќе се потребно. Да. А пред се да ги поздравам и јас сите гледачи и слушатели, и се надам дека овој пат некако минатото интервју ќе може да ги слушнат нашите инструменти. Да. Тогаш имаше проблем нешто, така да сега ќе се потрудиме и да отсвириме и се надам дека тоа добро ќе се пренесе преку вашата фреквенција. Не пречека, задоволни сме, бевме во Сидни, само што допатувавме денеска. И тука ни започнува дружбата во Мелбурн. Многу е рано да кажеме што се видовме во Мелбурн. Во Сидни, да, но тука во Мелбурн. Да, се уште не сме прошетале. Кога дојдовте во Мелбурн? Само што стасовме денес. Денес дојдовте? Пред неколку часа, да. Така да во Сидни бевме добро пречекани, имавме добри домакини, благодарни сме на сите што имаа можноста да дојдат, да не видат. Се надеваме дека наредните години ќе имаме уште поголеми прилики, уште поголема маса на народ. Така, Раде? Поздрав и од мене уште еднаш до сите гледачи, поздрав голем до вас, ви благодариме на поканата, чест и задоволството се наши, што сме дел
нели овде да се видиме. Пред некој време имавме кратко интервју, меѓутоа подруго е вака, нели. Кој ќе се запознаеме секако дека е подруго, да. Во живо и кој ќе ги поздравиме заедно, нели, сите гледачи. Првите впечатоци се одлични, значи имавме, нели, слушнато како е во Австралија, дека буквално како, нели, во друг свет. Исто така и тоа го пречекавме, нели, кога дојавме овде, веќе сме недела и пол, 2 овде. Значи, буквално од климата, од сонцето некако е друго, све е поразлично, првите впечатоци се одлични. Значи, Австралија преубава земја. Така. За мене постава, нели, она посебен впечаток. Сега за сега, нели, уште не сме прошетале баш сегде, али ќе видиме, се надам дека се поеки ќе бидам возбуден од онова што можам да го забележам. Добро, Дарко, вие сте по втор пат овде, нели? Првиот пат бевте со Елена? Да, првиот пат бев со Елена Јовчевска 2014. Погласно малку. Меѓутоа се извинувам на сите. Првиот пат во 2014 бев со Елена Јовчевска, меѓутоа не бев во Мелбурн. Се искомплицира нешто околу визата. Да. Многу пати го имам тоа кажано. Меѓутоа на крај се заврши добро, се одржаа тие концерти што може да се одржат во интерес на времето што преостана. Јас сум практично прв пат на голема турнеја во Австралија. До сега сум бил Сиднеј, Камбера, бев 2020 за пречекот во Перт и исто така во Волонгонг, она што можев да видам. Впечатоците се јасни, ги кажа моите колеги и се согласувам со истото. Прекрасна е државата, меѓутоа силно ја поздравувам македонската заедница во Австралија и ја канам на нашите концерти затоа што видов една силна и моќна македонска заедница која што гордо се носи со она што и припаѓа. А тоа е нејзиното минато, нејзината историја, култура, јазик, традиција, сите обележја и навистина се држиме цврсто како еден народ. Тоа ми е мене нешто посебно и затоа сакав да го истакнам и да ги поздравам од срце сите што гледаат, слушаат, така натаму. Да, денес четврти е, така че не? Четврти? Пети. Пети. Вчера беа најголемите на тој датум, најголемите демонстрации ги имавме за заштита на името да не се продаде овде во Мелбурн, имавме околу 50.000. Некој вело дури повеќе, јас не знам, во живо следев искрено и така изгледаше доста еуфорично. Па ние како ги броеме за да знае јавноста, вие да знаете и пошироко. На метар квадратен ставаме по тројца или четворица со полицијата. Значи полицијата тоа го брои и представници од македонската заедница. И колкав е кругот на присутни луѓе, и ќе се избројат метрата квадратни и ќе се помножат со тројца или со четворица во зависност дали полицијата сака да прикажи поголем број или помал број. Тие обично покажуваат помал број. Значи не сакаат да покажат поголем број или вистинскиот број на присутни луѓе на демонстрацијата. Но само не беше таа само во Мелбурн, беше во Сиднеј, Перт, Аделаид, во сите градови. Но за жал Зоран Заев и пратениците нас не послушаа воопшто. И она што рековте, нашата македонска радиопрограма само во Мелбурн има скоро 50.000 слушатели. Така да ние сме мощни слушани, а ја превземаат и... Импресивна бројкајца. Да, голема е бројката, ја превземаат и во и другите радиостаници, особено во Канада, во Америка и во Европа ја превземаат програмата да ја слушаат понатаму. Сега, јас вака можам заеднички да предложам на нашите слушатели и вие кои не следите на Фейсбукот, програмата натаму, еве имаме уште 30 на минути, да ја правиме заедно. Што вас ви одговара најповеќе, еве уште едно оро да го отсвириме, па после една песна, Мими, па Дарко, па пак оро и до 6 часот имаме 30 на минути, па ќе поразговараме малку околу други настани и ќе помини времето за еден миг. Така е. Благодариме, ајде да се веселиме. Ајде да се веселиме, да.
Свири мајстор! Браво, почитувани слушатели, молам. Се слушали? Одлично е. Сите ќе покажат се. Не само тоа, се слуша, наводи во етерот, инаку ќе се јават одма телефоните, 7-8 одма на линијата, ќе поцрвени тоа, на хотлайн што го викаат, ако не одиме во етерот. Навистина прекрасно ороб, многу сум благодарен, особено така ми го разигравте срцето. Многу убаво. Ороб. Во продолжение сега договор имаме помеѓу Мими и Дарко да запееме една песна. Ја на дамите стално давам предност. Може. Можеме ли? Може секако. Ајде. Ајде. Браво, многу убаво. Имаме доста време што треба да го пополниме, ќе го гледаме часот. Доста песни. Почитувани слушатели, сега е 5:31 минута и 30 секунди. Ќе имаме доволно време да се развеселиме и вие да се развеселите со една чашка ракија, пиво, вино, ладно е сега, односно топло е, можете да го направите тоа. Браќата Нуне, Дарко и Мими ќе не развеселат, а јас тука веќе сум весел и уште една чашка ракија да имав, веројатно ќе бев повесел. Да речем, ајде, со која песна ќе одиме со тебе? Даре, пред да почнеш, може ја да ти дам еден вовет, а ти да продолжиш? Ајде. Ајде да видиме. Ајде. Дали ќе знаеш за Да која видиме песна дали сме става? работели. Во кутлеш си поидов, браќа, сестри мои, гробницата македонска видов празна стои, но видов јас таму тоа сонце златно и посакав од се срце да си викнам гласно. Светли, светли, сонце златно, угреј ти од пела.
Македонија цела, нека блесне светлина, да се види што е вистина, та зана што ја кријат, тие крвта што ни пија. Ај, продолжите, молам, продолжи, штедеме. Од гробница наша сведоштва ни зеле, Атина ги однеле, велат нивни биле, и така со лаги белезини бришат, историја македонска како своја пиша. Светли, светли, сонце златно, угреј ти од пела, да огреш земја наша, Македонија цела. Нека блесне светлина, да се види што е вистина, та зана што ја кријат, тие крвта што ни пија. После оваа убава песна, можеме да зборниме уште еден круг на разговор со вас. Сега имав полемики некои околу песмата дека немала граници, дека меѓутоа кој е вашиот став? Песната има граници, значи нешто во културата и идентитетот на еден народ или пак вистина нема граници? Значи, искрено, песната е идентитет на еден народ. Ние, ако погледнеме наназад во минатото, онака како што сме биле, дали сме биле под османлиско робство или било и да како и да било, како и да су била нашата македонска судбина, или што би се рекло помеѓу народот, кога на македонецот му било лесно, па и сега. Во таква ситуација ние се изразуваме, пееме, плачиме на македонски, ја искажуваме болката, радоста. Вие многу добро знаете сите дека и една сама кореографија на едно оро практично е специфично за поднебието. Музиката има граници. Какви се тие граници? Границите се во тоа што музиката едноставно се знае. Дотука е македонска музика, од тука па натаму е нешто друго. Дали на некому нешто му се допаѓа, тоа е друга работа. Меѓутоа, има граници музиката. Значи, македонската музика е македонска музика. Туѓата музика е туѓа музика. Зошто се забрануваат песните ако немаат граници? За оваа песна имав, искрено кажано, доста отпор. Луѓето не разбираат што е, например, патриотизам. Па, сега со песна ќе се прави патриоти. Не, патриот е кога патриот е човек што си го сака своето. Не само на зборови. Својот народ, својата нација. Така си е. И имав доста проблеми со оваа песна. И ден денеска на некој од радијата во Македонија, наставно прв пат го кажувам овој, искрено, дури ни во спонтан муавет не сум му кажал ни на Филип што се вели, а тој ја свири песната и многу сум благодарен и јавно. И имам забрана едноставно. Била националистичка. Никој пат не разграничивме што е национализам, што е патриотизам. Така да... Ама добро, мене ме прави горд. И национализмот доаѓа од нација. И нацизам е друг збор, нацизмот е... Или шовинизм. Да. И шовинизмот, нацизмот се сосема нешто поинако, мислам, поинакво движење. Треба да бидеш националист, да се сакаш нацијата воопшто. Јас не кријам дека сум националист. Историчар сум, познат сум во Македонија, па и во јавноста овде. Воопшто мене не ми е страм.
и воопшто не е навредливо да си го сакам македонскиот народ, македонската песна и да ги почитувам сите други кои се до нас. Сам воопшто не ми смета тоа, го кажувам тоа јавно, на секаде, во училишта, на факултети, на јавни трибини, на дебатни емисии, и зошто да го крием, да се крием од самиот себе си. Баш и тоа, ако оно што го разговаравме претходно, ако се цениш сам себе си, ќе те ценат и другите. Ако се претопуваш во морето, не си битен едноставно. Само да кажевме кој е автор на песната? Да, тоа секако тоа дури ќе беше греото да испуштам. Една огромна благодарност до Христен Умовски мечкарот за текстот. Така. За жал не е помеѓу живите. Ете поскромно му благодарам и на неговите зборува, значи ова е за текст. Крсте жив и здрав. Фала му на Бога. Значи додека пак музиката е на Тоде Новачевски. Поскромно му благодарам и на неговите на неговото потесно семејство. Неговиот син, потоа и сопруга, нели, крајно сум благодарен, навистина се потрудив да делото на Тоде и јас и Филип и исто и Крсте се потрудивме делото на Тоде да личи онака како што треба професионално. Да, тие се познати и двајцата по своите песни, по своето пишување. Многу убави песни имаат напишано. Мислам и за Пирење пишуваше Крсте на Моски, за Пирење. Да, и за Пирење. Тоа е живо, вистинска приказна е тоа. Кога не се дозволувало да се води на гробот на Јане Сандански. Повторно Филип е тука со трувата. Ние двајца како алфа и омега во однос на тие песни. Јас бев дури до практично мислам до Пиринска Македонија, сега за жал Бугарија, нели, и бев дури до таму, се поклонив на гробот на Јане Сандански. Наистина е посебно чувството. Ти знаеш многу подобро, затоа што и повеќе пати си бил. Да, јас сум. Иако имавме тајна полиција, ама окей, добро, нашите од Илинден знаат. Кажуваат кое што е. Воопшто не ми е гајле од тајната полиција. Јас зборувам за човекови права, не за револуција или пак за рушење на бугарска влада или пак на бугарското општество. И затоа ично им се плашам кога одам и во Бугарија, и во Грција, и во Албанија, и кај да биде. Ако имаат храброст, нека ме затворат. Тоа се случува во Македонија. Во Македонија ми ги ставија лисиците на газот, меѓутоа простите. Да, 2018 година и ме легнаја таму пред собрание, но тоа е друга работа. Ајде да зборниме сега околу чувството. Како е да се настапи во Австралија, како е во Македонија? Има некаде менување на чувствата? Така. Вака, идејќи наму, баш истото и го дискутираме со мојот брат. Ајде, имавме долг, нели, пат до тука. И баш зборувавме околу нашите почетоци, како тоа, нели, се изгледаше на почетокот, како сега, да кажам, еве, изгледа на едно поинако ниво. Чувството е неопишливо. Значи, големо достигнување, ние како бенд, како група, да дојдеме овде и пред се да сите концерти ги започнуваме со една нели убава мисла, со еден убав поздрав кој го носиме од далеко, а тоа е да ги поздравуваме сите нели оние кои дошле на концертите и ги поздравуваме од нашата мила Македонија. Значи нашата мисија, да кажам, кога почнаме да се дружиме со инструментите, пред се беше да оставиме еден трак према луѓето. Сега да кажам, нели, они се изведувачи, нели, пејачи, може тоа да го направат преку песната, наша работа е тоа да направиме преку инструментите. И задоволството ни е големо што, ете, поминале доста години кај што ние многу време сме посветиле, нели, на инструментите и дошло време кај што, нели, постепено, не само во целата Македонија и надвор од границите, можеме исто така да идеме и да ги поздравуваме луѓето, да ги почестуваме со нашите инструменти, со нашите ора, со нашата музика. Значи чувството е прекрасно, пак ќе кажам што нели многу далеку дојдовме, од многу далеку да кажам, за исто така да дојдеме до наш народ, кој нели поради нели разни причини морало да дојде овде, али
уште побоку ќе видиме таа желба дека сакат да слушаат нели македонска песма, дека е мило што сме овде, дека нели тоа е пак како што рече колегата во нашата крв. Значи кај да сме ни светот, па македонската крв тука се наоѓа. И чувството е наистина прекрасно. Благодарност председна Никола Карев што е укажана честа. Ева ќе се доближам. Не до микрофона, погласно ми е за благодарност на Никола Карев. Ние во Македонија навистина имаме доста уврски околу музичкиот план, доста настапи, доста сме ангажирани, но во Австралија сме за прв пат. И за прв пат ја шириме нашата музика, можам да кажам. Делумно не сме млади, но имаме и некои наши авторски песни и наша авторска музика, што сакаме нормално во што поголем број да повикаме публиката и да ја слушнат нормално таа некоја различност од нас. Значи, долго е патот, како што кажа брат ми, работиме и ќе работиме. Публиката во Македонија добро, навикната е на некој и друг тип на музика, онде требаше да се прилагодиме и на нели слушателите што нели тука во Австралија се сите. Така да се надеваме дека ќе им се допадне нашата музика. Тоа е пред се нашата порака за сите, што во што поголем број да не слушнат и на минатото интервју го кажавме ова, а и сега ги повикуваме, нели како што ги најави ти настапите, нели повторно ќе ги најавиш, да дојдат во што поголем број, така да се дружиме и да ја пренесеме нашата убава порака од нашата Македонија. Така. Почитувани слушатели, сакам наискрено да кажам и искажуваме на благодарност за Мими Јовановска, таа е сопруга на Филип, дека дојдоа и со малото бебе. Николче нема да памети. Ама ќе гледа слики. Ќе гледа слики, да. Мислам, ете колку се посветени на македонштината, на македонската песма. Дури и малото бебе, еве го тука е пред нас, го носат. Извини, што ќе те прекинам, мора да ја поздравим и Џули, која е дел од организацијата и ни помага во чувањето. Да, мајката на Кајла. Кајла доаѓа често овде и наша омилена ни е естрадна уметничка. Значи мајката на Кајла, Џули, која помага без граници. Да, безрезервно и без граници. Ми со детето враци сте. Па преубаво чувство е. Морам да кажам, навистина. Поминавме долг пат. Долг пат. Да. Најде како прв пат да го оставиме, не сакавме толку мало. Најдовме нели добра релација со одговорните од Никола Карев, што ни дозволија да патува тој со нас. Така да ангажиравме тука околу нашите настапи да не нели запоставиме работата со професионализмот, со фамилијата, никош не ја мешаме. Ја тоа сум го кажал и на повеќе пати, ние дома може да сме брат и жена и све, нели фамилија, но на работа треба сме пред се нели професионално работници да си ја завршиме работата. Со детето е лесно. Не може да се Ние работевме, ама тој славата ни ја зема на концерт. Сакам Мими да ја прашам, лесно за вас е лесно, меѓутоа кога плаче Никола, кога ќе се расплаче, како е чувството мајчино? Па среќа Никола не е мирно бебе и не плаче многу често. Сака музика, сака да е помеѓу луѓе, да игра, да има да, се еден збор да ужива на концертите. Имате вие потешкоти околу тоа, бидејќи станува збор сепак за бебенце, станува збор. Па нормално, али сето тоа е убаво, можам да кажам, сладко. Така. Добро, јас вака планирам, бидејќи имаме уште 10 минути, може еден сплет сега да отсвирите 2-3 ора од 4-5 минути. Ама да бидат така побрзи, како да кажем, или Му предложи да го сега дали ќе се спремни слушателите да играат. Ние ќе си играме. Ајдете. Може и тоа. Еден сплет направете. Ајде, елено момент за сите слушатели. Ајде.
Идеме со едно пајдушко. Да не сакат уште да играт. Не знам, почитувани слушатели, ако сакате уште да играте, имаме уште 10 минути. Радно сега дали самите или заедно вие со ними да запеете уште една песна или по една песна, по еден рефрен и ќе ја завршиме пак со некоја оро. Нема проблем. Програмата бидејќи сме до 6, ќе го гледаме часот, до 6 часот сме да да спомнам јас уште еднаш дека почитувани слушатели, побарајте го Аце Петревски, управата, Џулија исто така со телефоните, да го видам тука не можам телефонот, меѓутоа ќе го најдам. Побарајте го Аце Петревски, кој што реков председателот, или членовите од управата на Никола Карев. Реков дека спрема моите информации останале уште 4-5 маси за 8 март, денот на жената, да се одбележи меѓународниот ден на жената. Потоа на 9 март се во Джелонг, во Свети Јован Крстител, во нивната сала. На 16 се во градот, сите го знаеме, Пиер 35 кај Джеки, и на 17 март во Нерета ресепшен повторно. Сега ние ќе продолжиме со песна. Двајцата вие запеете која ќе сакате? Модам? Прво. Мими прво да видиме. Јас после. Може ли? Ајде. Мајка. Не жали ме, мајко, не жали ме, тоа што одам од тебе. Солзиве што капат по мене, знаат што се ке помине. Далеку си ти од мене, но ке дојде ден да не собереш. Мајка, самата губа, срце и душа во два куфера. Мајка, само
Босна, сега Да. малку ни го расипа расположението. Идеме повесело. Идеме после да пак со чашек, така да. Малку ни го расипа расположението. Навистина премногу убава, затоа што ние тагуваме. Сите знаеме како мајките не чекаја на прагот и како не испратија. Благодарам, ми многу убава песна, прекрасна песна. Да, Дарко, и да ја завршиме програма. Па, јас нешто така по легично можам да кажам, како за крај нешто по-издржано, нели? Па, вели вака. Добро, добро. Сулейман седит на куаджанам милјана одиде на вода милјана одиде на вода извикнал Сулеймана гаджанам милјано моме убаво остај си стомни шарени остај си стомни шарени джанам качи се горе на кула качи се горе на Одлично, како Никола Бадев да го слушаме тука. Почитувани слушатели, на крајот сакам да ве поздравам од мене, од сите нив, од Мими, Филип, Раде, Дарко и да се видиме. Ќе завршиме нашата радиопрограма, уште 2 минути имаме со едно весело оро. Да, и завршуваме програма и да се видиме на 8 март во Неред ресепшн. Ве чекаме, идеме весело. Ајде.
уште ни остана уште една минута, еве само да го кажам бројот на Чули 0430 за карти 370 939. Еве, почитувани слушатели, слушнавте, верувам се цела укупна македонска заедница овде во Мелбурн, видовте и на Фејсбукот преку социјалните мрежи, за кои луѓе станува збор, повелете на 8 март, на 9, понатаму беше 16 и 17. До слушање, до гледање од сите нас. Поздрав, Поздрав до сите. Поздрав, пријатно. Пријатно.